Почитувани гледачи, вие следите емисијата Одговори на тешки прашања. Што е тоа милениум и крајот на светот? Книгата Откровение, значи последната книга во Библијата, во Новиот Завет, која се нарекува Откровение, опишува период од 1000 години кој на истражувачите на Библијата им е познат како милениум. Поимот милениум не се наоѓа во Библијата. Тука е изведен од латинскиот збор миле, што значи 1000, и анум, што значи година. Во теологијата овој назив се употребува исклучиво да го означи 1000-годишниот период опишан во Откровението 20 глава. Од сите временски пророштва во Библијата најлесно може да се установи почетокот и крајот на милениумот, зашто тој период почнува со Воскресение и завршува со Воскресение. Воскресението со кое почнува се нарекува прво Воскресение и во таа прилика ќе воскреснат, вели Библијата, само умрените праведници. Зашто писмото кажува: блажен е и свет оној што има дел во првото Воскресение. Откровение 20 глава 6 стих. Воскресението при крајот на милениумот е наречено второ Воскресение и тогаш ќе воскреснат само умрените неправедници. Зашто Библијата кажува, цитирам Откровение 20 глава 5 стих: другите пак од умрените не оживеа додека не се наврши 1000 години. Тоа е првото Воскресение. Тоа се воскресенијата на кој мислел Исус кога рекол во Јован, запишано е 5 глава 28 и 29 стих: не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат, кои правеле добро ќе воскреснат во живот или за живот, а кои правеле зло ќе воскреснат за осудување. Почитувани, бидејќи Библијата јасно кажува дека воскресението на праведните ќе се случи при второто Христово доаѓање, ние знаеме кога ќе почне милениумот, значи со Христовото доаѓање, односно со воскресението на праведните. Апостол Павле пишува: ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господа, нема да ги претекнеме умрените, бидејќи сам Господ со заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слегне од небото. И најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние, што сме останале живи, заедно со нив, ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа на небото и така за секогаш ќе бидеме со Господа. Прво послание до Солуњаните, 4 глава од 15 до 17 стих. Значи, јасно е дека милениумот ќе започне или ќе почне при второто Христово доаѓање, зашто тогаш, како што читавме, ќе воскреснат умрените праведници. И тогаш тие, заедно со живите праведници, ќе бидат земени на небото со Христа, како што вели Исус, или како што вели самиот Бог. Апостол Јован пишува: и царуваа со Христа 1000 години. Откровение 20 глава 4 стих. Во текот на тој период праведниците ќе учествуваат во делот на судот. Ова судење всушност е испитување на животот на грешните, на оние кои не се покаеле, и представува дел од божествениот план на целата вселена да се покаже дека Бог е праведен и дека е милостив. Избавените затоа што ги избрале Божите патишта и на тој начин со Христовата праведност добиле право и способност за небото. Тие ќе се вознесат на небото кога Исус ќе дојде на оваа земја. Каде ќе се наоѓаат непокаените додека се испитува нивниот живот? Тие ќе бидат овде на оваа земја, во своите гробови. При Христовото доаѓање ќе станат само праведниците, па јасно е дека милиони непокајани грешници кои умреле во текот на сите векови ќе останат во своите гробови се до воскресението при крајот на милениумот. Тие денеска не се на небото грешните, односно умрените, дали во рај или во пекол, не.
Денеска и добрите и лошите се наоѓаат во своите земни почивалишта во гробовите. Тоа воскресение ќе го чекаат и неправедниците кои биле живи во часот на второто Христово доаѓање, но го изгубиле животот од неговата слава. Значи, живите грешници кои ќе се затекнат при второто Христово доаѓање ќе умраат и тие ќе чекат 1000 години да воскреснат во второто воскресение да примат суд. Може да читате во 2 Солуњаните 1 глава од 7 до 10 стих, Еремија 25 глава 33 стих и така натаму. Според тоа, во текот на милениумот земјата ќе биде ненаселена и пуста. Тоа ни помага, почитувани, да сватиме зошто Библијата кажува дека сатаната ќе биде врзан во текот на сите тие 1000 години. Уште од времето кога прв пат ги искушувал Адам и Ева во Едемската градина, сатаната се обидувал да ги измами луѓето и да ги наведува на грев. Но сега кога праведниците ќе бидат земени на небото, а грешните, неправедните ќе бидат во своите гробови, тој ќе нема едноставно работа. Зато Библијата го пишува како врзан со вериги, Откровение 20 глава 1 и 2 стих. Тие вериги се символички, а не вистински. Како и ние понекогаш што кажуваме дека сакаме нешто да сториме, но рацете ни се врзани. Вознесението на праведниците и смртта на неправедните се алки во синџирот со кој е врзан сатаната. Библијата кажува, почитувани, дека сатаната ќе биде врзан и фрлен во бездна. Откровение 20 глава, 1 и 2 стих. Таа бездна е нашата земја, нашата планета. Таа во тоа време ќе биде опустена со настаните што ги опишува Библијата. Еве, например, во Откровение 16 глава од 18 до 20 стих, Исаија 6 глава 11 стих, Еремија 4 глава 23 до 27 стих. Така што состојбата на неа, значи на оваа земја, ќе биде слична на состојбата пред седмицата на создавањето. Зборовите што ја опишуваат состојбата пред седмицата на создавањето и она во текот на милениумот, во Библијата се потполно исти во оригиналот, без облик и пуста. Значи, тоа е тој оригиналниот израз, без облик и пуста. И така сатаната 1000 години ќе биде врзан со околностите, способен само да размислува за гибелните резултати на своето однесување. Меѓутоа, Библијата кажува дека на крајот од тие 1000 години тој ќе биде пуштен, ќе станат безбројните милиони праведници да ја слушнат пресудата и да ја примат платата. Значи, ќе воскреснат грешните. Еве што кажува апостол Јован во Откровение 20 глава 7 и 8 стих. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги мами народите по 4 краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна. Бројот ним е како морскиот песок. Зошто сега сатаната ги собира неправедните за борба? Затоа што сака да превземе уште еден конечен напад во својата вековна борба против правдата. Тој сака сега да го нападне светиот град, домот на избавените кој се спушта од небото. Пророк Јован тие сцени ги опишува со следниве зборови. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Јерусалим, нов како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. 21 глава, 2 стих. А потоа ги опишува четите на грешните. Те излегоа по ширината земна и го заобиколија живеелиштето на светиите и возлюбениот град. И падна од облак оган небесен и ги проголта. 20 глава, 9 стих. Меѓутоа, овој обид, почитувани, ќе пропадне на сатаната. Оган од небото ќе уништи секоја трага на гревот и ќе очисти ова земја. Апостол Петар додава: и ќе дојде денот Господов како крадец во ноќно време, тогаш небесата со бука ќе ги снема, а стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неја ќе изгори. 2 Петрова
3 глава, 10 стих. И така, почитувани, на крајот од миленумот, ќе исчезне и сатаната и сите што го избрале неговиот пат. Тогаш Бог ќе обнови оваа земја, ова планета на која денеска ние живееме и ќе ја претвори во вечен дом на избавените. Апостол Петар пишува, но ние според неговиот завет на кој ќе се настани правдата. 2 Петрова, 3 глава, 13 стих. Големата борба е веќе завршена. Грев и грешници нема повеќе. Сета вселена е чиста. Во целата неизмерна вселена владеат потполна хармонија и радост. Од оној што создал се, тече живот, тече среќа и радост ни сите светови на бесконечното пространство. Од најмалечкиот атом до најголемиот свет, се што постои, и живата и неживата природа, во својата непоматена, убавена и совршена радост, зборуваат дека Бог е навистина љубов. Почитувани, благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија со ново прашање. Пријатно!